Почитувани гледачи, добро вечер, особено љубителите на ракометот во нашата држава. Има радосни вести. Го прославивме денешниот голем христијански празник. Користам прилика да го честитам водици на сите православни христијани кои што го славиме денеска овој празник. Затоа се погрижија нашите ракометари со победата над репрезентацијата на Босна и Херцеговина, која што мора да признам јас, како и што сите се согласуваме дека не беше на некое ниво на преварот, меѓутоа желбата, борбеноста, мотивот не достигаше ни најмалку и затоа сите наши ракометари ден до последен заслужуваат само честитки. Од друга страна имавме една мотивирана селекција, како што е Босна, која што имаше некој императив да мора да добие така натаму доколку сака да продолжи понатаму, меѓутоа тоа се нивни проблеми. Ние не одигравме барем во онај сегмент каде што сме најдобри во два, поточно, во одбраната. Оние проблеми што ги елаборирам веќе неколку емисии во средината на нашата одбрана и денеска затаи нашиот најдобар играч, Кирил Лазаров, меѓутоа тоа не е ништо страшно, нема играч во светот кој што нема слаб ден на едно вака долго надпреварување. Дај Боже на Кирче и мислам дека и сигурен да не речам дека дека ова ќе биде еден последниот негов слаб ден, бидејќи навистина денес имаше проблем. Меѓутоа мора да го пофалам во друг еден сегмент на играта. Благодарејќи на него Дејан Манаско постигна неколку голови на крилна позиција. Така да имаше диагонални проигрувања, така проигрувања, разигрување со кружен напаѓач. Меѓутоа тие сегменти баш не достигаа во играта. Меѓутоа јас ќе се префрлам веднаш на тој тактички дел од надпреварот Македонија со Босна. Ќе го кажам веднаш зошто не беше проблемот, кај не беше проблемот. Нашите бекови доаѓа на средина. Најсилниот дел на Босна и Херцеговина на средината. Тука се Врањеш и Терзич. Многу итро и лукаво, Драга Марковиќ, селекторот на Босна ја постави да одбраната зошто велам. Највисоките Никола Прце го постави на Лазаров. И од оваа страна исто така имаше уште еден висок играч, Вража, не знам, не се сеќам, не е ни битно. Зошто го велам ова? Затоа што овде ги постави Врањеш, и тој не е мал 2-0-2, со Мирсат Терџич, кој што е срцето на екипата, зошто го велам. Главна негова одлика е многу борбен, не се предава никогаш и многу сака дуел игра. И тоа го одликуваше и во Загреб, дека беше и сега во Веспрем, иначе игра во врвна екипа, значи не игра за џабе, точно заради тоа. И сега, ние влегуваме во првото поле, влегуваме баш во такви замки, после на почетокот одигравме на вистина добро, Лазаров, нашите бекови и Мојсовски напаѓаат на широка позиција, го ставаат Миркуловски да решават со Никола Марковски 2-2 на средината на еден широк простор, на ветрометина ги оставаат овие двајца не многу подвижни играчи, Врањеш и Терџич, меѓутоа и после тоа не знам зошто се распаѓа нашиот систем на игра и зошто сите почнуваме према средина. Вкрстување Мојсовски оди малку пошироко на втора статива вкрстување, па доаѓа Лазаров, значи сите доаѓаат во рацете и сега. Прце спојува, уште еден спојува, видете сега колкава густина се ствара, а овие ако кажам просекот 2 метра, извонредниот одличен Буриш денес на голот. И тука бе главните проблеми во кои што ние паднаме во таква замка, непотребно самите. Друга една работа мене што ми пречи, и кажав на почеток, најмалку јас не барам влакно во јајцето, него баш она што го говорам стално и сега ми пречи. Зошто? Ај се тате се вие почитувани гледачи, дали видовте некојаш некаква акција наша, во играна акција, со која што напаѓаме на акција. Например, јас ќе ви кажам веднаш што играме. Кога средниот бек, дали Миркуловски или Прибак или било кого го повикува кружниот напаѓач, го поставува на едната или на другата, на 2 или на 5 на блокада. Зошто? И тој, после тоа, со топка, доколку е поставен овде кружниот напаѓач, одиме широко вкрстување на оваа страна и одиме Лазаров со кружниот напаѓач на оваа позиција, одлекување на одбраната на оваа страна и тука да прибере. Доколку на другата страна го постави, истата работа се случува, на другата страна вкрстување со Кирче, Кире напаѓа, привлекува на себе од оваа страна. И само е тоа она што ние го играме, а немаме, поготово ми смета што немаме во игра на акција 6-5. 6-5, кога сме ние со човек повеќе. Кога сме со човек повеќе, ние немаме апсолутно никаде, барем јас нема видено, може би грешам,
во игра на некоја акција за лесни голови, лесни брзи голови. Најубавите, најлесните голови се тие, 16 со човек повеќе кој ние баш тогаш мене ми делува како да се мачиме. Иако ова генерација на играчи веќе десетина и повеќе години игра заедно, сепак не знам зошто имаме проблеми во тоа. Додатен проблем си направиме самите. Филип Миркуловски. Првото полувреме го одигра феноменално. За второто полувреме не знам зошто голем дел го преседе на клупата. Барем што се однесува до нападот. Јас разбирам дека тој не беше потребен и во одбраната, меѓутоа за во нападот веќе да го чекаме Прибак кој што го постигна шевачкиот гол на крајот кога веќе 4-2 излегува, дали тоа надпреварот ги одведе така или Марковиќ го постави не знам, и остана 2-2, последниот гол и со тоа го реши надпреварот Прибак. Мислам добро, солидно го одигра, веќе се вклопува. Исто како и во Гринец, полека влегуваат во штос и влегуваат во составот на репентацијата. Мислам во духот на нашата репентација. Мислам дека овде, денес не мислам, сигурен сум, тука нема што да размислувам, дека Кирче се виде после 10-15 минути Лазаров дека е вон, надвор. Нема, не е негов ден денеска и уште веднаш требаше да се реагира. Зошто? Ако го заштитеме ние Кирче Лазаров на почетокот, на 10-15 минута, не може да го изгубиме ние за цел надпревар. После тоа да има проблеми, да го чекаме 20 минути, па самиот излезе за да може да влезе во Гринец. Не. Со тоа што ќе го извадиме 10-15 минути да се смири, да се сталожи, да почне да работи екипата да игра без него, за тоа да се смири, да го вратиме повторно во игра, а не да го загубиме уште после 10-15 минути. Најлесно е да го оставиш играчот кога не моди, го оставиш натре и тој влегува само тони, се подлабоко и подлабоко. Тоа се случи денес со Лазаров. И цела среќа што е психички многу силен, па барем седмерци да ги реализираш. Меѓутоа, негова врлината, тоа што беше она што говорам, вкрстување и проигрување, ова излегува баш, го става Дејан Манасков во ќош и некој за да пресеча топ. Па од ова страна Лазаров проигрување Дејан Манасков извонреден, јас морам дека да го пофалам. Мислам дека него имам гледано во подобро издание од ова светско првенство досега. Скоро на сите надпревари до се што ги трите што ги игравме, феноменално одигра. И во одбраната, и во нападот, од негова страна затворени крилата, не се сеќавам некој да се наиграл, и во напад, извонредна реализација, контра, што повеќе за едно крило. Ама, тоа ни случајно не важи за Георгиевски. Сетате се во овие надпревари колку акции имавме за крилото. Па јас мислам една или ниту една. Значи, тоа е она што ни фали и играта со кружните напаѓачи. Немавме, ако тоа не беше одлика главна, Мојсовски или Миркуловски, без разлика кој како ќе се вкрстува и доаѓа на среден бек, и ова проигрување тоа беше главната врлина и на Металург, и на нашата репентација и така натаму. Многу одлична соработка со кружните напаѓачи. Сега, дали е тоа до кружниот напаѓач, до Никола Марковски, Стојанче Стоилов, не се доволно во играни или не знам, не би рекол, бидејќи долго време игра со Стојанче Брем Стоилов, не знам кој е проблемот, меѓутоа дека е тоа фалинка, апсолутно. Значи, нас ни е основата игра, вкрстувањата, разни вкрстувања и шут од 9 метра или вишока доколку се нападне, например, после овие вкрстувања што ги објаснува пред малку, и после да се пушти топка на да се направи некој вишок, меѓутоа тоа многу тешко ни поаѓа и одиме шут под фаул, шут од неизградена позиција и влегуваме самите во проблеми. Значи, овие два елементи, доколку ги подобриме, ќе имаме уште повеќе можности и подобро за нормално за напад. Доаѓаат сега Хрватска во среда, во петок Австрија. Значи, десното крило и соработката со кружниот напаѓач, тоа не мора да значи само со среден бек. Истото фали кај Кирче го има веќе некаде до некаде Лазаров. Меѓутоа апсолутно на оваа страна ги нема ни Стоилов ни Марковски. Со дали е тоа Прибак, дали е тоа Наумче Мојсовски, Миркуловски, без разлика со левиот бек соработката. Значи и другото што го зборав, план Б за одбраната. Барем до сега јас не видов кога сме ние во проблеми, ги објаснувам веќе неколку, ги елаборирам неколку емисии, проблемите во одбраната, кои што ги имам и денес. Среќа Марковиќ, што беше она што го кажував, дека Марковиќ на наша воденица водата ни ја туркаше. Зошто? Перич и Бурич, второ полувреме, тука не скршија, имавме големи проблеми. Перич е мал, многу подвижен и истата работа, Ацо Јановски излегува безпотребно на 9 метра десде, а Перич е тотално безопасен, безпотребно излегува на 9 метра и отворува овој простор овде. Велко Марковски не може нормално да стигне да затвора и
Тука беа тие проблеми, проигрување и исклучување, каде што Ацо Јановски ги заработи бидејќи е многу понизок Перич и кога излегува на толкав еден простор, нема шанси да го спречи Ацо Јановски да Перич. За после тоа кога дојде Никола Марковски со Вугринец во едно време, она што синоќа го објасно, дали тоа на нечење или не знам, не ме интересира. Меѓутоа беше подобро и исто Велко Марковски со Никола Марковски со брат му баш добро одигра, затворија, се разбуди Борко Ристовски, кој што не беше онај од првиот надпревар, меѓутоа да бидам искрени немаше ни многу можности и шанси за такво нешто. Меѓутоа, кажав, доколку Марковиќ го ставеше на крајот, го врати Мирса Терзич кој што имаше едно пробивање на среден бек, едно пробивање, една изгубена топка и тука се реши надпреварот. На среден бек го врати Терзич, доколку останеше Перич имавме големи проблеми. До крајот на надпреварот тоа е негов проблем. Дај Боже така да завршат и другите селектори против нас. Сега вие знаете дека во Доха имаме и наша екипа. Томе Вучев и Зоран Мишевски. Режија, дали имаме тонско јавување од Зоран Мишевски да видиме што имаат тие да ни порачаат од Доха. По втор пат во својата историја Македонија е осмина финалиста едно светско првенство. За прв пат во историјата поврзавме 3 последователни победи на една голема ракометна приредба и стигнавме до јубилејните 10 победи на нашите светски првенства. Честитки за момците на Обрван за победата против Босна од 25-22, полувреме 13-11. Повторно во инфаркт надпревар, нашите момци имаа нешто повеќе од противникот и успеа во мир со 2 надпревари пред крајот на Б групата да ја остварат целта. Кога го отворивте мечот со 6-7 со фантастичниот Филип Миркуловски во првите 5 минути, помисливме дека ќе гледаме реприза од дуелот против Тунис. Но како што ветија нашите репрезентативци, перфектните мечеви ги оставија за 16 и 25 јануари, па нека бидат од збор. Веднаш потоа следеше серија на босанските ракометари, кои што дури успеа да победат во 21-та минута со 8-7. До крајот на првиот дел, голманот Борко Ристовски и нашите две брзи крила Дејан Манасков и Гоце Георгиевски ни обезбедија предност на полувреме 13-11. Меѓутоа, конфузијата и техничките грешки царуваа на двете страни во првите 15 минути од продолжението. Како така со помошта на коментарите од клупата пред се Примак и Вуглинец успеавме да го вратиме водството во 48-та минута и од тој момент да не го испуштиме до самиот крај. 11 одбрани на Ристовски, 6 гола на Манасков, по 3 на Кирил Лазаров, Миркуловски, Мојсовски, Прибак и Георгиевски. Во противничкиот табор го имавме расположениот голман Бенџамин Бурич со дури 15 интервенции. 4 гола постигна неговиот брат Сењамин Бурич. Босна е пред елиминација, а Македонија има 2 дена да го подготви дуелот против Хрватска, кој може да биде дури и за првото место во групата. Јас го елаборирав надпреварот малку од моја гледна точка, од тактичка гледна точка. Ево, видувањата беа на Зоран Мишевски од лице место, од трибините во салата каде што се играше овој надпревар во Доха. Меѓутоа, мене лично, а веројатно и вас, почитувани гледачи, многу ме интересира изјавите и она што го мислат нашите играчи во врска со денешниот надпревар. А јас се приклучувам кон Мишевски кон тоа да ги држиме за збор нашите играчи на 25-ти, веќе помина 16-ти, на 25-ти нека биде она главното, бидејќи завршена е првата цел. Јас би ја рекол првата цел. Тоа е пласманот на понатаму, меѓутоа она втората побитната која што сами си ја наметна и заслужуваат, прочем, зашто да видиме, јас никогаш не сум бил ни скромен, ни претерано некој лажно скромен спортист. Така да е ова. Зошто не одиме и на Олимпијада, а зошто не и погоре? Зошто го велам ова? Тоа го говорев и во Хрватска, тоа го говорев и во Ниш, кој игравме. За после тоа самите тие играчи, дека сум претерал, некој имав коментари со моите оптимистички изјави, меѓутоа самите ракометари после тоа жалеа за пропустите со Данска, за пропустите и така натаму, зашто не стигнале дека имале шанси. Меѓутоа за тоа треба да се верува кога си на терен, кога имаш можност, за после тоа за каење има време. Меѓутоа да не должам да видиме што имаат да кажат ракометарите. Па да, мислам овој датум ние не го означилме, меѓутоа мислам дека е многу битна победа. Со оваа победа добивме мир, каде што можеме во мир да се спремаме за наредните 2 надпревари што ни престоат во групната фаза. Мислам дека малте не го осигуравме второто место, значи како што рековме нема ни во една ситуација да калкулираме, напротив, во мир ќе се спремаме за она што ни представува, значи она што е најважно, пак ќе споменам, 25 јануари,
Добро е што мене ме радува што во не многу импресивна игра успеавме да ги освоиме двата бода, а репрезентацијата на Босна и Херцеговина мислам дека е квалитетен противник. Може би малце на некој начин и го подценивме, поготово имаат гранитна и цврста одбрана со многу добар голман. И меѓутоа на крај заврши добро за нас, покажавме карактер, одигравме максимално концентрирано, може би босанците малце ги кошта, што би се рекло на нашки, она што се прв пат на едно големо надпреварување, значи трет пат заред им се случува една иста работа да не знаат да го приведат мечот при крај, значи ги имаат тие дупки во текот на надпреварот, но без разлика тоа се нивни проблеми, ние треба да ги решаваме нашите. Мислам дека имаме уште резерви за покажување. Останува на прва партија со Тунис као најквалитетна и вториот меч помалку квалитетен, третиот повеќе квалитетен, можам слободно да кажам, бидејќи се работи за поквалитетен противник. Добивме мир и останува сега да пробаме да против Хрватска, зошто да не. Филип, на почетокот по оние 6-1 помисливме дека гледаме реприза од мечот против Тунис, но како што и самите рековте, најважни се 16 и 25, па перфектниот надпревар да го оставиме за внедела. Па така, може би ние играчите помисливме дека иста утакмица ќе биде како со Тунис, но сгрешивме. Босна се врати во екал, во израмен натпревар. Може би они влегоа малце во крчо, отворивме супер на овој натпревар. Сепак и ние почнеме да правиме технички грешки во нападот несвојствени за нас, но ете малце подобра игра отколку со Иран, сепак ја победивме Босна, што е најбитно според мене, веќе сме во осмина финалето, ќе играме растоварано во наредните две кола и ете се спремаме за изненадување против Хрватска. Се пласиравме во осмина финалето, но не треба да застанеме тука, имаме шанса да одиме чекор понапред. За 2 ден играме со Хрватска, они се фаворити, но мислам дека може да се игра со нив. Може да пробаме да се надигруваме, па ако не се укаже шанса, зашто да не ги победиме. Познавајте го Кирче, добро го познавам. Тешко дека во мир ќе се припрема до Хрватска до среда, бидејќи тој е толку емотивец и толку му значи ракометот, жив ќе се изеде за оваа слаба средба денеска што ја одигра, меѓутоа јас сум повеќе од убеден да памтите дека со Хрватска ќе одигра далеку поквалитетно. Впрочем како и другите. Филип Миркуловски, главниот замаес, досега ќе го речам, во нашата селекција заедно со Дејан Манасков е тупаницата, реализаторот, баш прав, одличен во досегашниот тек. Да не зборувам за Наумче Мојсовски, кој што денес се во вистински моменти неколку голови постигна, за да одржи нашата репентација во игра. Меѓутоа, малку да се оддалечиме сега од овие средби, да одиме малку меѓу навивачите. Томе Вучев и Зоран Мишевски има работа и ги пратеа и навивачите на трибините во спортската сала во Доха, во Катар. Да видиме што забележа. Кога сме кај навивачите, сакам пак некако да се навратам за нешто, не гледа бинатите емисии, дека навивачи овие ќе бидат и до крајот на првенството, може и вториот дел ќе пристигнат некои други, туристи да не ги речеме од западниот свет,
Меѓутоа во Доха, во Катар, ги има најповеќе баш тунижани, има хрвати многу, меѓутоа не во толкав број како тунижани и египјани. И затоа не случајно, затоа да не ви изненадува кога игра репрезентацијата на Тунис и на Египет има многу повеќе публика, неспоредливо повеќе публика отколку домаќинот Катар. Катарани не се баш многу заинтересирани за тоа да изгледат овие надпревари. Меѓутоа да одиме сега ние за оној другиот дел, спортскиот дел. Денес игра и други средби. Најпрво да го слушнеме Мишевски, потоа јас ќе видиме. Имам нешто да додадам и во врска со тоа, меѓутоа најнапред да одиме со прилогот на Зора Мишевски, Томе Вучев. Ако е време да ги правиме првите комбинации кои ќе ни биде осминфиналниот противник, тогаш можеме да се ослониме на резултатот од дуелот во А групата, каде што Катар ја доби Словенија со 31-29, полувреме 18-15 и со 3-3 заедно со Шпанија е на врвот во А групата. Веројатно нивниот меѓусебен дуел ќе одлучи кој ќе биде победник во неа, а Македонија меѓу Словенија, Катар па и Бразил треба да го бара својот неделен противник. Во овој дуел словенците водеа до 10-7 во 17-та минута. Одбраните на двете репрезентации беа по слабиот дел, па пред сите Марковиќ и Капуте ја наполнија словенската мрежа во второто полувреме. Ривера по мечот истакна дека ова е најдоброто издание откако стана селектор на ова африканска земја. Дуелот на Хрватска и Иран, кој што се играше во Лусейл арената, убедливо го добија коцкестите со 41-22, полувреме 19-13. Во второто полувреме селекторот Голужа имаше можност да ги одмори скоро сите своји најважни ракометари за дуелот против Македонија кој што следи по 2 дена. Шпанија лесно се справи против Чиле, победувајќи ја со 37-16. Надпреварот беше само тренинг за актуелниот светски првак. Крилата Ривера со 7 и Угалде со 6 гола беа најефикасни во мечот. Белорусија се држи со сламка за спас за осминефиналето. Рутека и другарите загуби од Бразил на шпанскиот стручњак Жорди Рибера со 34-29, полувреме 16-12. Во селекцијата вице-шампион на Јужна Америка Фелипе Ривејро со 9 гола беше најефикасен, а 6 додаде ракометерот на Натурхаус Лароха Тиагу Сантос. Кај Белорусија браќата Рутенка и Николенкау постигнаа по 6 гола. Слушнавме потенцијални, да кажам, противници, за натаму бидејќи ние ќе работа завршиме, веќе одиме на финалето. Катар, Бразил, јас биде и Словенија. Веројатно сте голема за Словенија. Лично јас не сум баш многу љубител на словенечкиот ракомет, мислам дека баш не ни лежи. Веднаш ќе се надоврзам на ова, со тоа што оваа генерација на македонски ракометари, на македонската репрезентација, дека не респектира баш многу противниците и седно му со кого игра и така натаму. Меѓутоа, наша најбитна работа е ние да одиграме како што знаеме и умееме, со 100% од нашите можности. Тоа што можеме да го одиграме против секој. Меѓутоа, ако мене лично ме прашувате, веројатно и сите љубители на ракометот би го посакале Бразил. Иако како непријатна, во последно време во експанзија ракометната игра, да не зборувам за женскиот ракомет, меѓутоа и машкиот ракомет е таков. Лично со нив имам многу непријатно искуство, непријатно во смисла што и кога бев селектор во Египет, ние загубивме од нив, а една разлика бевме баш апсолутни фаворити со нив. Многу се непријатни, сега елаборирам малку за Бразил, бидејќи сакам да ни падне Бразил, затоа што мислам дека многу полесно ќе справиме од кој Словенија. Меѓутоа не се многу тактички дисциплинирани, така да можат да се со една солидна, мирна игра да се добијат. Многу полесно отколку словенците. Меѓутоа, за тоа ќе треба да причекаме барем уште ден-два. Лично јас сум за Бразил, зошто? Затоа што сакам да добиеме нормално и Хрватска во среда и Австрија во петок. Тогаш можеме да размислуваме за Бразил. Во друг случај, доколку загубиме од Хрватска, што не го посакувам, зошто да не добиеме и Хрватска во она што го гледав апсолутно не ми изгледа импресивно ништо. Меѓутоа да се разбериме, на секое големо надпреварување, големите репрезентации го градат формата ја темпираат од надпревар во надпревар, ја подигаат формата. Дали тоа се случува и со Катар? Скапата репрезентација на Катар, кај што ви кажам најскапиот тренер во светот на ракомет, 800.000 евра платен годишно, Валеро Ривера, дали ја подигнува сега формата или тоа се само денешни блесоци на двете репрезентации, ќе видиме. Веќе во среда хрватите ќе видиме докаде се и што се со формата, лично јас не посакувам. Меѓутоа, ама од тоа ќе го оставиме на крајот или во утрешниот текот на утрешниот ден, баш подробно ќе ви елаборирам и тоа како игра напад Хрватска, и тоа поединечно за секој играч кој како напаѓа, кој му се врлини, мани, така натаму, она што јас го мислам како би требало да се спротивставиме. Меѓутоа, кога сум веќе кај Хрватска,
мислам дека, ако не се лажам режија, Зора Мишевски имаше интервју со еден добро познат лик и за мене и за оние повозрастните љубители на ракометот, се сеќаваат еден извореден десенбек, Златан Злаја Сарачевиќ, кој што беше играч на хрватска репрезентација, многу надпревари во дресот на Ловченкова, бев и во Битола, и во репрезентација на Македонија против него. Многу надпревари сме играле. Меѓутоа, дека тој не ја заборавил Битола, атмосферата, ракометниот клуб Пелистер, мислам дека ќе се уверите натаму, колку што знам јас од неговото интервју, иако да бидам искрен дека ни јас не го имам гледано и живо ме интересира и мене. Хрватската и екс-југословенската легенда Златан Сарачевиќ во една друга улога на ова светско првенство. Збордва за квалитетот генерално на турнирот до овој момент, тоа што можевте да го видите и како ви изгледа сега македонската ракометна репрезентација со која што по полго време Хрватска ќе игра таму некаде подлабоко во групната фаза? Па прво да кажем да ово е едно од изjednačenih светски првенства, нема више оних. Ова е едно од неизедначените светски првенства. Секој меч е прав меч, жесток меч. Нема веќе сензации, може да се случи некој мало изненадување, но тоа е тоа. Може да се случи на Данска да загуби планиран бод, на пример. Доста има квалитетни екипи и ќе видиме што ќе биде понатаму. Што се однесува до македонската репрезентација, одигра еден перфектен меч против Тунис, а вториот меч не го гледав, така што тоа со Иран е очекуван исход. И дуго нисам видел тако да одиграју тако едно феноменално утакмицу. Ово против Ирана нечемо да приз. Тоа е. Обрван против Голужа, кој тука има предност? Двајцата добро се познаваат, двајцата добро го познаваат противникот. Не знам да тоа некој има предност. Ја јако ценим македонски рукомет и очигледно да тој спој два врховска тима. Не знам дека некој има предност помеѓу Голож и Обрван, но јас исклучително го ценам македонскиот ракомет. Тој е спој на два врвни клуба, Вартар и Металург. Тие две екипи играат во СЕХА лигата и сега се гледа колку е добра и квалитетна таа лига за овие ракометари. И плюс тоа, тука ви е Кире. Значи, тоа е базата, тоа е добра и искусна екипа. Хрватска може би има повеќе звезди на некои позиции, но Македонија има колектив. Тука нијансите ќе решаваат. Може би ќе одлучи одбрана на голманот, бидејќи со тоа ваков ракомет се игра тука. Двете екипи форсираат и се подредуваат на одбрана. А овде досега се покажа дека екипите кои не играат одбрана имаат хендикеп. Тоа е меч во кој ќе одлучуваат детали. Екипе кои играју одбрану, кои су обрамбене екипе, су хендикеп. И тоа ќе видите онда. Тоа е утакмица где ќе одлучуваат детали. Што ви остава сеќавање од надпреварите против Пелистер, од тоа ривалство, од таа силна Јулига? Тоа е највручи терен на свет. Тоа е, сеќам се, 5000 луѓе у дворани и 5 вани кои нису могли уći и Mate Šundevski i navijanje i to. A to je ono kako se prave igrači. Ja sam postao igrač zato što sam igrao na takvim terenima. Pa posle toga kad dođeš, ne znam, nija na 15.000 ljudi u neko vreme više ti nije ništa, preživio si Bitolu. Gdje je bilo lijepo igrati, gdje je bilo... to je nešto što ti ostaje za cijeli život. To je ono što sad se sjetiš pa se naježiš kako je to bilo i normalno. Kažem, zato volio da i ta Bitola se vrati na one slave, na ono mjesto gdje je nekad bilo. Благодарам и многу успех во текот на турнирот. Имamo isto. Ja normalno da sam za Hrvatsku i to, ali pa možemo se naći negdje tamo u finalu. Zašto ne? Tamo daleko. Može. Okay, hvala. Дамбој инженеринг. Продажба на станови во изградба. Продажба на готови станови. Изградени со најнова технологија, со сопствен паркинг простор. На локација улица Ѓорче Петров кај градинката Пролет во Битола. Дамбој инженеринг. Ние ги градиме домовите на среќните семејства. Елеганција. Kvalitet. Kreacija. Klasika.
richieste. Космос Компани, име со долгогодишен квалитет и традиција во снабдувањето со алкохолни и безалкохолни пијалоци. Генерален дистрибутер на Прилепска пиварница и винарската визба Стоби. Космос Компани, Битола. Просперо ви нуди ПВЦ подови, ламинати од германско производство и трослоен паркет со врвен квалитет. Просперо во Прилеп и Битола. Како во секоја емисија, мора и Стево Башировски нешто да има во врска со Катар. Овој пат мислам дека се работи за Латијах, новата, трите нови арени, да е најновата што е сега изградена во Доха во Катар, па да видиме што имат и Стево Башировски и Неда Маратиш во своите прилози, да кажат, во врска со 24-тото светско ракометно првенство во Катар. Катар е домаќин на светското првенство во ракомет, а покрај ракометните сали тие реши да изградат сосема нов град. Именно она што Катар го прави во градот Аусај е навистина неверојатно. Оддалечен на само 24 километри од Доха и сместен на пустинскиот брег, новиот град би требал да биде дом за околу 450.000 жители и десетина илјади туристи. Луѓето забораваат дека градот е како дрво. Без добри корења, тешко дека ќе процвета. Беше изјавата од страна на компанијата задолжена за да направи метропол од пустината. Амбициозната и екстремно богата земја верува дека градот ќе биде комплетиран до 2020 година. Лусаил ќе биде градот на иднината, а ќе има две луксузни пристаништа, грандиозен трговски центар со покрив кој ја одбива топлината, проточна вода и водопади, огромен забавен парк со зоолошка градина, како и снежен парк. Главната карактеристика на Лусаил ќе биде градскиот стадион со капацитет од 86.250 места. Катар зборуваше за овој футуристички проект уште во 2005 година, но дури откако ја добија организацијата на Мундијалот, започнаа со негова реализација. Оваа прекрасна спортска арена почна да се гради во 2012 година и има капацитет од 15.300 места. Архитектонското решение на Алистер Ричардсон и на проектантската куќа Дарал Ханшан Consultation, а изградбата на овој спортски објект го чини инвеститорот од 18 милиони долари. Самата арена зафаќа површина од 45.000 метри квадратни, додека целиот објект е на површина од дури 130.000 метри квадратни. Предвидена е за надпревари во ракомет, одбојка и кошарка. Први што ја почувствува атмосферата во овој неповторлив спортски храм се селекциите на Катар и на Србија, кои на крајот на ланската година го одиграа првиот надпревар од предмундијалскиот подготвителен турнир. Богатите катарци сакаат светското првенство во ракомет да биде организирано безпрекорно и без никаква мана и затоа не штедат пари. Докаде оди нивната решеност да купат се, кажува и најновата неверојатна вест, им платиле на 60 шпанци да дојдат во Катар и да ги следат надпреварите од светското првенство. Станува збор за 60 навивачи на Сиудат Енкантаде од Куенка, на кои им е платен патот, престојот во хотел во Доха за 3 недели и уште дневница од по 20 евра за да им се најдат. Нивната
Нивната работа е да одат на надпреварите и да навиваат, иако не е потенцирано на кои и на колку мечеви треба да се појават. Ако се направи брза пресметка, доаѓаме до бројката од 24.000 евра, која катарците ја плаќаат само за дневниците на шпанците. Ова не е прв пат Катар да купува публика за спортските надпревари, да не изгледаат празно. Ефтината работна рака од Азија и од Африка без проблем се согласува да земе некој риел само за да седи час и пол или два на некој надпревар. Филозофијата на катарците, дека се е на продажба, ја потврдува и нивната купена репрезентација. Под катарското знаме на светското првенство ќе играат Борха Видал, Хорхе Лопес, Жарко Марковиќ, Јово Дамјановиќ, Горан Стојановиќ и Даниел Шарич. Тоа беа прекрасни слики од прекрасната Доха. Верувајте ми на збор сон да се биде сега во овај период, до некаде март месец во овај дел на светот. Тие што се таму нека уживаат. Јас ви закажувам, вие ако сакате пошироки и подробни информации, повелете на порталот tera.mk и закажувам средба за утре, исто така во 20 часот, нашата репентација одмара, меѓутоа има многу интересни средби кои што ќе ги елаборираме утре, меѓутоа утре и секако дека нема да забораваме што го обеќав, дека што го ветив дека за наредната средба со Хрватска ќе имам некои посебни неколку минути за тоа да пробам од мој аспект што би требало, како би требало да се игри така натаму. Уживајте со програмите на Тера телевизија.